Лани во овој период, некаде во јуни, јули зборувам, август, еве него сметаме, иако имаме првични податоци, беа вратени 19 милиарди денари на стопанствениците по основна повратна ДДВ. Годинава, значи, се 42 милиарди за јуни и јули, што е повеќе од дупло. Да, слушам дека стопанствениците дури били изненадени на парите кои им биле изненадени што и така, бидејќи првите денови секогаш тие реагира, со месеци чека, значи парите да се вратат, она што е нивно, да им се врати, парите да бидат во стопанството, тие да можат да направат обар, се разбира да вработуваат и се разбира да внимаваат и на она корпоративна одговорност да може со тој побрз обрт да им ги изголемат исто така платите на вработените, бидејќи државата создава услови, не може државата директно секогаш да командува. Државата создава клима и тоа ќе биде определба да се развива, бидејќи не можеме сите да работиме, не може сите да се вработат во државна администрација. Мораме да имаме од нешто да се издржува, некој да ги плаќа придонесите, а да ги плаќа, тој мора да има услови. Така. И тие исто така е многу битен момент. Порано добар дел од фирми кажуваат дека просто ни беше страв да побараме поврат на ДДВ, не само што каснеа, посебно на помалите. Поголемите секогаш полесно се справуваат, веројатно исправувале. Веднаш ако побараме ни доаѓа инспекции. И ние ги уверувавме дека тие вика оставете не да работиме, нека доаѓаат инспекции, но не секој месец, не секој ден. Ние сакаме согласно законот да работиме, но исто така укажуваат дека одредени фирми или не фирми, туку се соочуваат со нелојална конкуренција на сивата економија во областа на некои ситни мали бизниси, каде што не се плаќа данок, не се плаќа царина и така натаму. А тие плаќаат придонеси и така натаму, бидејќи да и тие ги вклучиме во системот, да и тие да може да донесуваат, а се разбира и тие да имаат можност да се шират и да се вработуваат. Ке зборуваме кои мерки им ги презентиравме, за кој добар дел изразија интерес. Меѓутоа, она што исто така кажа, бараат поголема подршка, бидејќи се мали фирми, за учество на саемите, меѓународните саеми, во регионот, но и вон регионот, но пред се во Европа.